Во 2024 година 29,5% од децата во Македонија биле изложени на ризик од сиромаштија. За да се намалат бројките, неопходно е да се направат промени во делот на паричната поддршка на семејствата, упатуваат од УНИЦЕФ. Зголемените трошоци за живот и недоволното усогласување на паричните надоместоци ја намалуваат нивната вредност. Министерот за социјална политика Фатмир Лимани посочи дека секое трето дете во Македонија живее во ризик од сиромаштија и дека неопходни се следни чекори. И покрај напредокот во последните години, намалувањето на детската сиромаштија и освојувањето на националниот акцијски план за правата на детето од 2025-2029 се уште се соочуваме со сериозни предизвици во нашата држава. Фактот дека речиси секое трето дете живее во ризик од сиромаштија покажува дека системот не ги постигнува очекуваните резултати од сите нас. Најпогодени се семејствата со 3 или повеќе деца, како и ромските и еднородителските семејства. УНИЦЕФ предлагаат 2 реформи за зајакнување на човечкиот капитал. Првата е воведување на универзален детски додаток со зголемување на износ преку неколку предлози на висок, среден и нисок износ на трансфер. Втората реформа предвидува подобро насочување на средствата кон најсиромашните домаќинства. Демографската отпорност значи создавање услови во кои семејствата имаат можност да подигаат деца со сигурност, достоинство и верба во иднината. Сигурните и предвидливи детски додатоци се клучен дел од решението, помагајќи им на семејствата да се справат со економските притисоци, да ја спречат сиромаштијата и да ги заштитат вложувањата во растот и развојот на децата. Според пресметките за реформите би биле потребни од 27,5 до 61,3 милиони евра и би довеле до значително намалување на детската сиромаштија.